за изрешување на буџетот општина Битола, ние преминавме пред избори. Значи се ближат изборите и почнахме да дискутираме за изборите. Така ли ще следим на избори? Ще не си става да надушат, ще не изговора. Милита, добрата колежката Карапашевска ме подтикна исто така дека е пред според говор или политички маржина. Прочитува на колежка. Изнесох допити податоци и споредувате оваа година, минатата година, предминатата и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас ќе ве среќен ако издржувањето на буџетот денес наместо 20% на сметката на приходите имате 60%, 70% и така натаму и така натаму. Тоа ќе значеше дека економијата, стопанството, малото стопанство, малите бизниси одат напред со тоа, општина Битола се развива и оди јавно Битола, истината не е така. Бидејќи сакате да споменувате што се случило, да ве подсетам дека началникот Алески, пред да замени во притвор, беше присутен една седмица овде, каде што му покажав одредени фотографии од капитални објекти во Битола, кои што се правени со пари од фондовите на Европската унија. Да ве подсетам што на колешко. Улица Едвард Катен, Железничка улица, улицата кај градската автобуска станица. Проекти со пари од Европската унија. Тие се капиталните објекти што ги имате направено во 12 години. Го направите просто чудо, кој што се уште не функционира како што треба. Седовте капитален објект да правите еден саркофаг на Жирокшо како што се уште не е готов после 4 години. И не знаеме кога ќе биде готов, доста со тоа ќе ви кажат на претходната дискусија, тоа нема ќе. Направено или не направено? И сакате да се бавите со продажба на земјиште, капитално објекти, така натаму и така натаму. Тоа почитува да помисли. Од оваа говорница безброј пати има да кажам дека продадовте не за колку парцели во Жабени. Кај се инвеститори? Јас ќе ве среќен и ќе ве подржам како ги видев таму сега 30 нови отворени фабрики. Тогаш ќе зборувавте за ново вработување и нови вработени лица во општина Битола. Тогаш почитува на колешки. Не го продадовте местото затоа што му наложите на некој дека треба да купи таму за одредена цел и идеја, така? И втората работа, што пак е потенцирате продажба барање. Имам јавно прашано, повторно ќе прашам. Бидејќи општина Битола, тоа што го подпишала со инвеститорите, не го оспарила. Значи таму инфраструктурата не е доградена. Без разлика што се изградени тие објекти таму. Кој ќе ги плати трошоците ако тие инвеститори тужат? Тужат општина Битола. Ние почитуваме колешки. Општина Битола и граѓаните на општина Битола. Тоа оди на штета на граѓаните на општина Битола. Тоа зошто не го кажувате? Каде е колегата што кажа дека го пишеле во отчетот, во проверено, во не знам таму како се напишете го и тоа. Напишете дека сте ветите, дека ќе правите отворени и затворени базени, дека ќе правите спортски игралишта, дека ќе правите паркинзи, какни гаражи и така натаму. Тоа во отчетот го има, го има. Зошто не е направено? Кај се парите? Кај се парите на граѓани? И она што спомена во првата дискусија. Пешачки патеки што правите метар на 20 метра, тоа е инвестиција. Зашто зборуваме? Зашто зборуваме? Да видите, ако ходите према Пелисте, ако ходите према Кременица, ако ходите према Новац, табелите што се не се гледаат од трева, граѓаните ќе залутаат пред као. И тука ќе прекинем. Има безброј примери. Почитувани колеги, на крајот ќе ви порачам. Преди изборниот маркетинг поставете го, време е да се замените од политичката цена. Благодарам.